Стариот мост на Зрновска река е главната артерија што ја поврзува општината Зрновци со градот Кочани. Изграден пред повеќе од половина век, мостот представува животна и деловна врска на селото со градот, каде што жителите на Зрновци патуваат на работа да завршат административни обврски во банка, во болница, на училиште или пак да излезат навечер. За време на поплавите во февруари 2015 година, мостот беше сериозно оштетен поради што е ставена забрана за преминување. Инаку околу 200 ученици од Зрновци учат во основните и средните училишта во Кочани. Има и околу 200 вработени во фабрики, фирми во Кочани кои патуваат секој ден. 35 наставници кои од Кочани доаѓаат и држат настава во Зрновци. Ако на нив се додадат и оние кои секојдневно патуваат поради разни други потреби и оние кои вршат достава на продукти во продавниците и неколкуте ресторани, вкупниот број на лица кои имаат потреба да поминат преку мостот дневно изнесува околу 600, што не е мала бројка за една општина како Зрновци. Една година по поплавите сосема е разбирливо зошто жителите на Зрновци го губат трпението, но ризикот што го преземаат е неприфатливо висок. Голем број возила се уште поминуваат преку мостот, вклучително и трактори и тешки товарни возила, кои ја игнорираат забраната и знаците за опасност од уривање. Веројатно и тие си го поставуваат прашањето до кога мостот ќе издржи. Добра вест за жителите на Зрновци е дека помошта сепак доаѓа. Европската унија преку програмата за санирање на штетите од поплавите одобри средства во висина од повеќе милиони евра за да ја помогне на земјата да ги обнови транспортната инфраструктура во регионите кои беа најмногу погодени од поплавите минатата година, вклучувајќи го и Зрновци. Мостот ќе биде изграден за една година според принципите да се изгради подобро според модерни градежни стандарди кои ќе го направат подсврст и поотпорен на поплави. Секако проблема околу мостот сите го знаеме, со обзир на тоа што навистина овој мост е од битално значење за граѓаните на општина Зрновци, нивните секојдневни потреби до градот Кочани навистина се неопходни, така да кружењето преку Виница навистина е вистински проблем со обзир на тоа што се работи за делница подолга од 20 км, така да конечно дефинитивно јас се надевам дека овие средства преку Европската унија, кои се преку програмата за санирање на штети од поплавите, со обзир на тоа што веќе со оглед на тоа што веќе се одобрени, јас се надевам дека крајот на мај, почетокот на месец јуни или почетокот на месец јуни ќе започнеме со изградбата на мост. Следните 10 месеци очекуваме дека ќе биде и завршен. Навистина тоа ќе биде еден проблем, бидејќи сега знаете дека на некој начин мостот од лесни коли се користи, меѓутоа значи, сепак кои ќе видат граѓаните дека се работи на мостот, мислам дека ќе го поднесат сето тоа. Меѓутоа, постои можност и за изградба на алтернативен мост покрај самиот постоечки мост, мислам покрај самата градба каде што ќе се одива. Така да доколку се направи алтернатива, навистина за граѓаните ќе бидат голем корис. Мостот во Зрновци е еден од 8 инфраструктурни проекти финансиран од програмата на Европската унија за санирање на штетите од поплавите. Сите проекти се имплементирани од програмата за развој на Обединетите нации UNDP во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за државни патишта и локалната самоуправа во погодените општини.